Поранешниот вице-премиер Никола Тодоров кажа дека ќе гласа на референдумот за Европската унија и НАТО, но против договорот со Грција. Ова тој го соопшти на трибината во Министерството за надворешни работи "Дебатираме за НАТО", на која присуствува и шефот на македонската дипломатија Димитров, поранешниот министер за надворешни работи на Бугарија Соломон Паси, амбасадорот на Холандија Пломб, Исмет Рамадани од Евроатлантскиот совет. Јас во рамки на тој став на партијата имам право да одлучам како сакам. Јас не излегувам од ставот на партијата, напротив, сметам дека мојот став е во рамки на ставот на партијата. Мојот став е дека на овој референдум јас ќе излезам и ќе гласам за ЕУ и НАТО, а против договорот. Некој ќе рече нема такво прашање, ја ќе речам има. Ја ќе одговорам на тоа моје прашање. Јас на референдумот ќе гласам и овој мој став не е спротивен на партискиот став, кој остава простор секој да одлучи како ќе постапува на денот на референдумот. Ќе гласам за Европската унија и НАТО, а против договорот, рече Тодоров, објаснувајќи дека на гласачкото ливче ќе заокружи и да и не, затоа што, како што рече, тој е конзервативец и срцето не му дава да гласа за. Поранешниот вице-премиер и член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН рече дека му е познат и регионалниот контекст и фактот дека тешко можело да се постигне подобар договор во овој момент. Но како што рече, освен овие рационални факти, има и емоции кои не му дозволува да се изјасни позитивно на референдумот. За ставот на ВМРО ДПМН Тодоров вели дека партијата не сме да бойкотира. Партијата не сме да бойкотира. ВМРО ДПМН не сме да биде мала, гласна, изолирана група на граѓани со чиста мисла, која ќе биде контаминирана. ВМРО ДПМН треба да биде силно мнозинство и не може да дозволи да бойкотира. Уште повеќе што партијата е уставотворна и државотворна партија и не може да дозволи да следи некои групи кои заговараат бойкот. Друга ќе беше позицијата ако партијата заземаше став да бойкотира многу порано, а не сега кога тој простор е веќе окупиран од маргинални групи, изјави Тодоров. Тој смета дека гласањето на референдумот е и конзистентен став. Јас најмалку 50 пати досега на интервјуа и на митинзи сум изјавувал дека треба да има референдум за било каков договор за името. И затоа сега ќе останам конзистентен на таквиот став, кажа Тодоров, кој нагласи дека конзистентноста е клучна и во политиката, но и за секој човек. Неколку часа подоцна на својот Facebook профил, екс-вице-премиерот и министер Тодоров пак објави статус дека била лажна веста, дека рекол дека ќе гласа за на референдумот. Напротив, рекол дека срце не му давало да заокружи за. Јасно кажувал дека ќе гласа против договорот, а за Европската унија и НАТО. Ќе си го напишел сам прашањето и така ќе си го одговорел.